Добре дојдовте! Во ова објаснување ќе се нурнеме во основите на C++ програмирањето. Ќе видиме како се решаваат неколку интересни задачи, чекор по чекор. Подготвени? Ајде да почнеме. Добро, ајде да тргнеме од самиот почеток. Што е всушност програмирање? Па најлесно е да си го замислите како пишување на рецепт, ама не за готвење, туку рецепт за компјутерот. Му даваме ептен прецизни инструкции, чекор по чекор, за тоа што точно сакаме да го направи. Еве што не чека денес. Прво, ќе ги разгледаме алатките што ни се потребни. Потоа, ќе ги направиме првите чекори во пишување код. Ќе научиме и како програмите носат одлуки со if-else. Ќе ја откриеме моќта на циклусите и на крај, се разбира, ќе го тестираме знаењето со неколку загадки. Секој добар мајстор си има своја кутија со алатки, нели? Исто е и со програмерите. Пред да ја напишеме и првата линија код, ајде да видиме што се ни е потребно за да почнеме. Главната алатка се вика ID, или интегрирана развојна околина. Замислете го ова како една супер работилница за програмери. Внатре има се што ни треба. Уредувач каде што пишуваме, компайлер кој го преведува нашиот код на јазик што компјутерот го разбира, па дури и дебагер, алатка што ни помага да ги најдеме грешките. А како всушност се раѓа една програма? Процесот е прилично јасен и има 4 чекори. Прво, го пишуваме изворниот код. Потоа, компайлерот го преведува во машински јазик. Трето, сите делови се поврзуваат за да се создаде извршна датотека, онаа .x што ја знаеме. И на крај, ја стартуваме и гледаме како магијата се случува. Еве го основниот скелет на речиси секоја C++ програма. Да го разложиме. Hashtag include iostream е како да викаме кутија со алатки што ни требаат за влез и излез на податоци. Int main е срцето на програмата, главната функција од каде што се почнува, а наредбите внатре, како count, се конкретните инструкции што компјутерот треба да ги изврши. Добро, теоријата е важна. Ама ајде сега да видиме како една програма може да комуницира со нас, корисниците. Тука имаме две клучни наредби што мора да ги запаметиме – count и sin. Count е начинот на кој компјутерот ни зборува, односно ни прикажува нешто на екранот. Од друга страна, со sin ние му зборуваме на компјутерот, внесуваме податоци преку тастатурата. Значи, count за излез, sin за влез. Просто е. Ајде да погледнеме еден практичен пример. Овој код бара од корисникот да внесе два броја, потоа ја пресметува нивната аритметичка средина и на крај го прикажува резултатот. Обрнете внимание на зборчето float. Тоа е супер важно, бидејќи му кажува на компјутерот дека работиме со броеви што може да имаат децимали, што е клучно за просек, нели? Ова е класичната шема во програмирањето. Прво, декларираме променливи. Замислете ги како празни кутии што чекаат вредности. Потоа, со sim, земаме влез од корисникот и ги полниме кутиите. Трето, правиме некаква пресметка. И на крај, со count, го прикажуваме финалниот резултат. Влез, обработка, излез. Тоа е тоа. Сега, што правиме ако сакаме програмата да донесе одлука, да направи избор? Токму тука на сцена стапуваат структурите за одлучување. Наредбата if-else е буквално како раскрсница за нашиот код. Ако условот што сме го поставиле е точен, програмата тргнува по еден пат. Ако, пак, условот е неточен, таа оди по сосема друг пат. Ова им дава на програмите способност да реагираат различно во различни ситуации, правејќи ги многу попаметни. Клучот во овој код е еден многу корисен оператор, операторот за остаток, или знакот процент. Условот број поделено на 2 еднакво на 0 е всушност прашање до компјутерот. Ако го поделам овој број со 2, дали остатокот ќе биде 0? Ако одговорот е да, тогаш знаеме дека бројот е парен. Значи логиката е кристално јасна. If проверува дали условот е точен. Ако е, се извршува првата cout наредба и се печати дека бројот е парен. Меѓутоа, ако условот е неточен, тогаш се активира делот else и се извршува втората наредба. На овој начин ги покриваме сите можни сценарија. Добро, одиме понатаму. Ајде сега да истражиме како може да направиме програмата да повторува одредени дејства повеќе пати, без постојано да го пишуваме истиот код. Затоа ни служат циклусите, или лупови. Она што го прави Duvael циклусот многу специфичен и корисен е тоа што тој гарантира дека кодот внатре во него ќе се изврши барем еднаш. Работи на принцип прво направи, па после провери.
Кодот се извршува и дури потоа се проверува условот дали треба да се повтори. Оваа споредба одлично ја покажува флексибилноста на do-while циклусот. Лево, циклусот се врти додека не се достигне одреден број n. Десно пак, циклусот продолжува се додека корисникот не внесе нула. Значи, може да биде контролиран и од бројач и од влезот корисникот. Супер! Ги поминавме главните концепти. Сега е време за малку забава. Ајде да го тестираме ова што го научивме со неколку брзи логички проблеми. Еве една мала, но интересна загадка. Погледнете го кодот внимателно. На почеток А е 15, а Б е 23. Прашањето е, кои ќе бидат нивните вредности на крајот, откако ќе се извршат овие 3 линии код? Ако ги следевте пресметките чекор по чекор, ќе забележите еден многу паметен програмерски трик. Вредностите на А и Б си ги сменија местата без да користиме трета помошна променлива. На крајот А станува 23, а Б станува 15. Уште едно брзо прашање. Погледнете го овој do-while циклус. Клучните работи тука се почетната вредност на променливата и условот во while делот, кој одредува кога циклусот ќе запре. Колку пати ќе се изврши овој циклус? Точниот одговор е 9 пати. Зошто? Многу едноставно. Циклусот почнува кога и е 2 и се извршува за вредностите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и на крај за 10. Кога и ќе стане 11, условот веќе не е исполнет и циклусот запира. Значи, точно 9 повторувања. Сега, кога ги имаме овие основни алатки во нашиот арсенал, влез и излез, донесување одлуки и повторување со циклуси, можностите се практично неограничени. Имаме се што е потребно за да почнеме да создаваме сопствени мали програми и да решаваме нови, уште поинтересни предизвици. Прашањето е, кој ќе биде првиот проблем што ќе го решиме?